Почитувани медиуми, почитувана јавност. Денес ние сме овде поради најава за затварање на училиштето во село Долни Балван, општина Карбинци. Ние, жителите и родителите од село Долни Балван, сме загрижени и разочарани од најавата за затварање на училиштето. За нас ово училиште не е само зграда, туку срцето на селото и место каде што нашите деца го започнуваат образованието. За нас не е прифатливо децата од прво до пето одделение да бидат испраќани во други училишта, далеку од својата средина, кога веќе имаме училиште. Тоа значи подолго патување, поголем замор за децата и дополнителни трошоци и грижа на родителите. Наместо да се создават услови младите семејства да останат во селото, со оваа одлука се испраќа порака дека селото полека се празни. Кој би сакал да продолжи да живее во ваква средина кога нема иднина за младите деца? Ние, како родители, кои жители на ова село, бараме надлежните институции да ја преиспитаат одлуката и да овозможат училиштето во Долни Балван да продолжи со работа. Нашите деца заслужуваат образование во своето село, а ние како родители ќе се бориме нивниот глас да биде слушнат. Не бараме привилегии, бараме право на нашите деца да учат во својата средина и да имаат сигурна иднина. Ние мислиме дека нашите деца треба да учат тука кај шосе. Не се согласуваме со тоа децата да учат во друго село или во друга општина, друг град, било како. Ние сакаме да се останат тука. Или ќе останат тука да учат, или децата нема да бидат пуштени на школа. Кои се вашите следни чекори доколку институциите решат да го затворат тоа училиште? Јас како родител на дете што тука учеше и друго треба тука да почне да учи, мислам дека треба да бидат децата тука и поради безбедност, и поради превози, поради малтретирање и за се. Не е убаво, ако биде за сите да биде. Не за некој да биде мајка, за некој маќе. Председател на местна заедница Долни Балван, ќе молам назад да ги видат и овие дечиња што се тука, дека ако се одложи овоа тука, да не биде школото како такво, дека ќе ги немаме и овие. Моментално имаме 13 или колку? 14. И нике ги немаме. Кои се вашите следни чекори? Следните чекори се да остане школото како такво, оти ќе немаме млад кадар. Тоа е тоа. Свесло пропаѓаме. Во не се прави така, не се прави сред распуст, мислам дека имало доволно време до сега ние да бидеме известени. Сред распуст се руше и расположение на родители и на деца. Ние не знаеме нашите деца дека треба да тргнат од 1 септември. Дали е тоа нормално? Ако требало, значи се имале 1 година време уназад. Дознаме дека во се знае од јануар месец. А сега кој месец сме? Требало да бидеме известени. А ние дознаваме у 5 за 12 пред да затворе, ако се затворе. Ние сме за нашите деца да си останат тука. Секој родител, секој татко и мајка се со исто мислење.